Јас сум Димитар Ангеловски, тренирам во кошаркарскиот клуб ФМП Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Барбутов, тренирам во кошаркарскиот клуб ФМБ Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Ангеловски, имам 10 години. Тренирам во кошаркарскиот клуб Академија ФМП и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Андрей Србиновски, имам 13 години, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Васил Јованов, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Миладиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Милко Божиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Андрей Георгиев, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добре дојавте во 6-то издание од 6-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-2016. Во денешната емисија ќе видиме 3 надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херои, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои го одиграат третото коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова трето коло во генерацијата 2001-2002, а ќе ги видиме недобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и четврто коло кај генерацијата 2003-2004. Останете покрај малите екрани, почитувани гледачи, во следните половина час, затоа што започнува 99-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат ова трето коло во генерацијата 2001-2002 ја имаат тимовите на Киндер Мини Баскет и Илинден. Во следните 10 минути ќе ги погледаме на интересните моменти од овој надпревар. Кошаркарите на Илинден со силно темпо и контранапади уште на почетокот на надпреварот и првата четвртина беа решени да стигнат до победата. Со серија поени тие го полнеа кошот на Киндер Мини Баскет, кој нема решение за играта на Илинден и само во овој период постигнаа 7 коша на сметка на Илинден, кој постигнаа дури 18 и првата четвртина ја добија со двоцифрена разлика од плюс 11 поени. Shake it.
Првата четвртина заврши со 18:7. Во вториот дел Илинден ја одржуваше разликата и само од минута во минута уште повеќе ја зголемуваше предноста. Киндермини Баскет беа комплетно збунети, но и целосно потврлија во одбраната и нападите кои во голема мера беа опатени од неизградени позиции, а промашуваа и чисти позиции. Па така овој период беше многу неефикасен и заврши само со 8:1 за Илинден и на полувреме резултатот беше 26:8 во корист на Илинден. Во третиот дел, кога победникот беше решен, се играше поотворена кошарка, каде се постигнаа доста кошеви на двете страни. Кошаркарите на Илинден уште повеќе ја зголемуваа разликата и надпреварот го играа без никакво опуштање, каде не им дозволи на Киндермини Баскет никаква шанса да го достигнат или барем да ја намалат високата предност. The competition wet, tell them let's get it on. My hustle game crazy and I'ma finish strong. You threw up so many bricks you. И овој период им припадна на Илинден со 14:6 и пред стартот на последните 10 минути Илинденци има предност од 40:14. Во последниот период Илинден одигра најслабо, но пред се тоа се должи на високата и недостижна предност која Илинден ја стекна во претходните 3 четвртини. Па така до крајот на надпреварот кошаркарите на Киндермини Баскет само ја облажија предноста на Илинден, која на крајот изнесуваше плюс 20 коша за конечни 48:28. Последниот период го доби Киндермини Баскет со 14:8. Кај победниците тимот на Илинден со 10 поени најдобар беше Андреј Атанасовски, по 6 постигнаа Дарко Костевски и Мики Атанасовски, додека по 4 поени дадоа уште и Филип Пешев и Филип Милановски. Наградата од нашите пријатели Виватап отиде во раците на Александар Атанасовски од тимот на Илинден. Јас сум Јосиф Јаковлевски, тренирам во Карпуш Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мартин Уровчанец, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпуш Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Давид Дракчевски, тренирам во клубот Карпуш Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Горан Стивановски, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпуш Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Антонио Цаневски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Петровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од третото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2001-2002 се сретнаа тимовите на Крива Паланка и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар.
Одличен почеток има и двата тима и уште на стартот гледавме одлична кошарка како за дерби надпревар во ова трето коло од генерацијата 2001-2002. Во една изравната игра, во овој период до минимална предност сепак стигна тимот на Квиско Баскет со 12:9. Во вториот период темпото на игра доби уште на поголема динамика, а Крива Паланка се обидуваше во овој период да ја достигне преноста на Квиско Баскет, кој пак одлично одигра во оваа четвртина и уште повеќе ја зголемија кош разликата. Bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke. Look at me up now. I run my city from South Philly back to Uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done sold 100,000 for my album got dropped in the morning 23. Па така на полувреме Квиско Баскет создаде солидна разлика од плюс 12 поени за конечни по првите 20 минути 32-20 за Квиско Баскет. Овој период Квиско Баскет го доби со 20:11. Во третиот период повторно бркотница по теренот, но Крива Паланка се уште не можеше да најде решение за играта на Квиско Баскет, кои се повеќе создаваа недостижна предност. Сепак нивното темпо на игра не беше на ниво од претходната четвртина, но играа колку да ја задржат стекнатата предност. Крива Паланка комплетно потфрли, промашуваа од чисти позиции и не беше тој тим од претходните надпревари. Со 12:7 Квиско го доби овој период и пред почетокот на последниот период имаше висока предност од 44-27. Во последната четвртина Квиско Баскет само рутински го одигра надпреварот и не дозволи Крива Паланка никако да се доближи до нивниот резултат. Крива Паланка одигра лош надпревар кој требаше да биде дерби во ова коло од нашата лига. Сепак Квиско Баскет покажа карактер на овој надпревар и убедливо ја однесе победата со 62-38, а овој период повторно им припадна на Квиско Баскет со 18:11. Кај победниците тимот на Квиско Баскет 12 поени постигна Иван Манасиевиќ, 11 коша даде Тони Симуновски, 10 Марко Настовски, а 8 Марко Марковски. Кај поразениот тим на Крива Паланка по 7 поени постигна Никола Јовановски и Јован Стојчевски, 6 даде Виктор Петровски, а 4 Филип Петковски. Наградата од нашите пријатели Виватап за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Агром Бајрами од тимот на Квиско Баскет. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Академија Баскет и ФНП Академија. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на Академија Баскет одлично го започна надпреварот и тие беа тимот кој во првиот дел подобро се снајде во почетното испитување на силите. Добро ги искористи сите шанси кои им ги даде ФНП Академија и по првите 10 минути создаде солидна предност од 10:5. Сепак кошаркарите на Академија Баскет играта од првиот дел не ја повторија во вториот дел, додека ФНП Академија одигра многу поразлично од првиот дел каде во голем процент ја подобри одбраната и реализацијата во нападите. Академија Баскет не можеше никако да го погоди кошот во овој период, што ФНП Академија најпрво го израмни резултатот, а потоа со серија поени стигна до прво водство на надпреварот. До крајот на овој период ФНП Академија ја зголеми предноста која достигна да биде двоцифрена. 0 за Академија во овој период, а дури 20 за ФНП Академија и на полувреме ФНП имаше предносот 25-10. Во третиот дел Академија Баскет конечно се разбуди и по цели 11 минути го погоди кошот на ФНП Академија. Во овој период и двата тима играа кош за кош израмнето, па ништо не се смени на семафорот. Академија Баскет се консолидираше од шокот во вториот период каде не постигна ниту еден поен, па затоа овој период заврши скоро израмнето, но сепак подобри беа ФНП Академија со 10:9 за 35-19 за ФНП. Последната четвртина Академија Баскет ја почна офанзивно и со намера да го стигне резултатот на ФНП Академија. Истата ја намали на едноцифрена, но немаше сили докрај да анулира предноста. Во тие обиди и грешките беа почести за Академија Баскет, а ФНП тоа на најдобар можен начин го користеше и ја зголемуваше предноста. Сепак на крајот до победата стигна ФНП Академија, а Академија Баскет има што да жали за катастрофалната втора четвртина. Овој последен период Академија Баскет го доби со 11:8, но го загуби надпреварот со 43-30. Кај победниците тимот на ФНП Академија 18 поени постигна Димитар Тепегјозов, 10 даде Мартин Спирковски, а 6 Филип Појаджиски. Кај Академија Баскет 9 поени постигна Иван Балов, 6 даде Антонио Гилев, а 4 Александар Костовски. Наградата од нашите пријатели Виватап за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Димитар Тепеѓозов од тимот на ФНП Академија.
Јас сум Ангел Кузев и играм за КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Петар Стојановски, тренирам во КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Бојан Трајковски, тренирам во КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Кристијан Стојановски, тренирам во Кошаркарски клуб Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Срđan Михайловиќ, тренирам во КК Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Данијан Ристовски, тренер на КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Здраво, јас сум Милен Табаковски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мајтов Александар и тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате 6-та сезона од МТМ Кошаркарската лига. Ова не е НБА, ова не е Евролига, ова е МТМ Кошаркарска лига. Следо рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, ќе видиме во најновите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Santa Rita. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Тофекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, завршува и ова шесто издание од шестата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-2016. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие, почитувани гледачи, ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Следниот викенд ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои ќе го одиграат четвртото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав! Oye, mamita, dale, que la cosa está